Бранко Црвенковски е архетип на непријател на ВМРО Погледнете ДПМН. го начинот на гестикулација на Мицкоски. Говорот на Кого Мицкоски, имитира? викањето тамо на... Кого имитира? Тој го имитира Бранко Црвенковски. Тоа било кој аналитичар со скромни аналитички можности ќе го види. Не ви треба некоја екстремна интелигенција за да може тоа да го видите. Се сложам. Че Бранко Црвенковски вас на голема врата ви влезе во Белата палата. Ама не сега. Во изминалите неколку години. Значи Бранко Црвенковски си влезе во Валандово. Мицковски е негов кандидат. Негово дете. Да. Нашо дете. Значи не е сега. Бранко сега само го завзема полниот капацитет. Инаку пенетрацијата на Бранко е низ Валандово. И сега Мицковски, бидејќи знаеше дека ќе биде направено ново мнозинство, мораше на ура и на сила да се обиди да направи нова влада. А што кажа пред да отиде на операција на вадење на оној од грбот негов? Рече дека не се чуди ако од утре се зголеми Мнозинството. спротивното, значи, Мнозинство. мнозинството кое што го има владата. Би- Тоа е затоа што знае што се случува Да, ги реално, знае меѓутоа процесот. ја користи булументата негова за манипулација на граѓаните. И им вика дека он прави мнозинство. Па колку луѓе сменија профилни фотографии изминатите 10 дена. Славеја победа. Се закануваа. Излегоа дупки кај што беа 4 години. Ги немаше никаде. Ке колат, ке палат, ке бесат и така натаму. И притоа кој им кажувавме, дечки, ве манипулира. Победи со 290.000 гласови. Така е. Со најлош резултат во историјата на ВМРО ДПМН. Да. Лјупчо Георгиевски паѓа од власт 98 година со 312.000 гласови. Никола Груевски победува на изборите 2006 со 304, притоа 56 или 58.000 му зима ВМРО Народна на Лјупчо Георгиевски. Ово е убедливо, каде што овде ниеден глас свира, гледате, сите се ставени во функција на Христа Мицкоски. Смирени, умирени. Смирени, намирени, подмирени. Кај заврше овие лажни профили? Чичко Стоилко, Леви Штраус, па нели вие бевте тој што ги води тие профили? Нели вас ве обвинува дека ги водите 15 лажни или 20 лажни профили? Значи, повторно ќе кажав тука во емисија, тоа се профили кои што најверојатно ги контролираше некој од вистинската мери од коалиција, некој што беше таму. Јас знам и имиња, меѓутоа не е пригодно. Едниот беше комшија. Проблемот е што ги снема тие профили кога они влегоа во Белата палата. Кога се договорија. Но остана стигмата и обвинувањето дека се тоа мои профили, а не се. Напаѓани бевте за тоа.